Mir vam. Mir vam. Ке дојдам при вас, откако пропатувам по Македонија, оти ке минам преку Македонија. Слава ти, татко мој, што си ги запишал македонците во Божиот катастер. Бог запишал Македонија, македонци, благодата Божја дадена на црквите македонски. Што можеме тука да направиме ние? Ние не сме свесни дека покрај она што сакаме самите постои Божја волја. Бог што состави човек да не разделува. Дали ние ќе се откажеме од она што сме? Македонија е избран сад. Не е туку така ставено име. Не е име ставено од човек. Запишано е од небесниот Отец. Во живо слово, во Божји катастер, кој никој не може да го избрише ако останете во Исусовата љубов. Знаете, ние можеме да зборуваме за земни желби, за битки, за состојби. Исус вели: не плаши се, мало стадо. Не бојте се, во светот ќе имате маки, но јас, не јас, Исус го победи светот. Ние можеме да победиме. Сатаната не можеме да го победиме сами. Вие сте свесни дека се случува Армагедон. Откровение 16:16. И ги собра сите на местото по еврејски наречено Армагедон. Еден ми вели Армагедон било таму негде во Сирија. Човеку, син код човечки, не се работи за географија и историја. Се работи за духовна состојба, за битка за души, за разлагање на поимот човек, за да не може во слободна волја да избере светлината и љубовта Исусова. Вие сте во Армагедон. Ве негираат како луѓе, сакаат да ви го променат името, ве убиваат, ве распнуваат, ве убедуваат да го промените полот. Знаете, Дела 15:14. Небесниот Отец вели ќе избера народ што ќе го прослави не моето, неговото име. И потоа апостол Павле го сонува македонецот. Апостол Павле сака да оди во Африка, во Витинија, во Азија. Светиот Дух не го пушта. Исус не го пушта. Духот на Отецот. И му вели: дојди во Македонија и помогни ни. Јас денеска ќе речам: Исусе, дојди во Македонија и помогни ни. Кој се надева на човек, проклет да е. Знаете, Јона спие на дното на бродот. Бродот тоне, сите се молат на своите богови и го наоѓаат Јона и му викаат: стани, бродот тоне. Кој си ти, моли се на твојот Бог. Јона им вели: мојот Бог создал се. И тогаш сите се исплашија. И Јона рипна во водата за да не потоне бродот. Потоа го лапна кит, потоа по 3 дена се молеше и повторно Господ го однесе во Ниневија. Господ му рече: оди во Ниневија и сведочи им. Оди во Армагедонија, а кој не сакаше.
Потоа Јона им сведочи, ниневејците се покајаа и Господ им прости. И Јона отиде да спие под една тиква. Кога се исуши тиквата, Јона плаче. Зошто плачеш, Јона, му вели Исус? Плачеш за една тиква која не си ја ни посадил, ни поливал, а мене ми се лути што сакам да ги спасам армакедонците, ниневејците. Ако има еден праведник, дали ќе ги спасиш ниневејците? Дали ќе ги спасиш ниневејците? Дали Македонија има еден праведник да го повика Исус и да се спаси тоа што е запишано, тоа што е именувано? Во Библијата пишува дека народите се дадени во владење на Исус Христос, дека Он ги дава имињата. Ние тоа го имаме де факто запишано. Што сега ќе разговараме? Народот рече не, тие ве менуваат. Со кого војувате вие? Се распаѓа системот. Се распаѓа се. Се распаѓа поимот човек. Зошто се овие македонски слави? 27 години. Почнавме неофицијално во илегала, завршуваме во илегала. Каде во Европа на друго место се забранува македонската култура? Каде се забранува, јас да не можам да одам во Пиринско, во Албанско, во Егејско и не се финансира културата на македонците што живеат таму. Се забранува духовна комуникација. Не зборуваме за убивање, зборуваме за убивање на духот, духот Господов што е во нас, духот на Исус за љубовта. 27 години. Ние немаме држава која сака да ја уништи македонската култура. Ние само замислуваме, не можеш луѓето што ги испратил Господ да работат, да ги цензурираш, да крадеш, среброљубието е најголемо зло. Ние сме собрани овде како стадо без пастир. Тие сакаат да ве саколат, да ве сничкосаат, да ве уништат. Само еден е патот. Исусе, дојди во Македонија и помогни ни. И ќе оставам секој од вас да размисли за тоа. Ако Бог запишал Македонија, кој сака да ни избрише? Дали вие се согласувате на тоа? Народот рече не, но тие продолжија. Тие се слуги на поднебесните сили на овој век. Само со Исус може да се победи. Амин.